Во денешното издание на емисијата Култ култура, мој соговорник е Игор Радев, филолог, лингвист, синолог и преведувач од старокинески и кинески. Добар ден, Радев. Добар ден. Во рамки на 65-тото издание на Струшките вечери на поезијата беше промовирана книгата, станува збор за тријазична книга, збирка поезија, од две страни сонце грее, во која се опфатени 7 македонски и 7 кинески современи поети. Оваа поетска збирка, која беше издадена од издавачката куќа Хуаченг во Гуанџо, Кина, со многу романтично името. Во превод тоа значи Цветен град, Цветоград, да го наречеме така. Всушност представува резултат од првата македонско-кинеска поетско-преведувачка работилница, која што се одржа летото 2024 година во Охрид, во организација на Македонската академија на науки и уметности. Во таа прилика бевме собрани 7 македонски и 7 кинески поети, исто така тројца синолози, јас, Сара Цветановска и Елена Дамјановска, и заеднички извршивме во комуникација со автори, имавме книжевни дебати и воедно заемно преведување на поезија. Тоа е многу убав концепт, особено кога станува збор за поезијата. Зошто? Затоа што кога се преведува нешто, за растенување на смислот, одгатнување, на кажаното, не зборуваме тука само за јазичните предизвици, туку и она што би нарекли смисловни предизвици, нели херменеутика на текстот, така натаму, од суштинско значење е да се има можност, жива можност да се комуницира со поетот. И таа поетска работилница што имавме беше всушност една таква шанса за преку заемна комуникација меѓу креативци, поети, од двете културни подрачја, воедно со преведувачите, да се создаде еден високо квалитетен поетски превод. Сега резултатите се можете да ги видите во книгата. И ако не се лажам, тоа представува можеби прва книга, со поезија на македонски јазик, која што е воопшто издадена во Кина. Од таа гледна точка можем да кажем дека оваа книга има и историско значење. И ако не се лажам, во Македонија сте само тројца преведувачи од кинески на македонски јазик, кога станува збор за литературниот книжевниот превод. Да не грешам душа, да, овие што ги спомнавме што честува има повеќе кои што преведуваат судски преводи, конверзацијски бизнес, меѓутоа не ми е познато, кога зборуваме дека има повеќе од аспект на преведување на книжевност, особено на древна книжевност. Дипломиравте на Филозофскиот факултет на класични студии, меѓутоа потоа го продолжувате својот образовен пат во Кина, таму магистриравте, меѓутоа понатаму и докториравте. Таму бев, првично бев на магистерски студии по општа и применета лингвистика, а веднаш, после не беше баш веднаш, имаше 2-3 години, еден период кој бев во Македонија, се запиша на докторски студии на Пекинскиот народен универзитет по кинеска филологија. Таму докторирав во Пекинг. Инаку моја, условно кажано, потесна специјалност ми беше граматологијата, науката за писмото и пишаните знаци, особено од компаративен аспект, структурата на кинеското писмо, како начинот на функционирање на кинеското писмо, од психолингвистички аспект, кореспондира со останатите системи на пишување и така натаму. Да не навлегуваме сега во премногу стручни теми. Во однос на научно-истражувачката дејност, кога би можела да направите одредена паралела, на кое ниво е свеста во Кина и она што би можела да го видите кај нас? За кои науки зборувам? Зборувам општо за Општо, да. Вака, ајде вака, јас нема да појдем од субјективна гледна точка, туку на гледачите би им посочил, можат слободно да погледаат на сајтот на најпознатото американско списание за наука Nature, каде што тие секоја година прават ранг лиски на најуспешни, односно на најврвни
институции, научни, според квалитетот на научни истражувања и нека поглед на тебе за минатата година или за предминатата година, меѓу првите 10 колку се кинески. На прво место, да им кажеме на гледачите, се наоѓа според рангирањето на Nature, Кинеската академија на науки и од првите 10 места беа, ако не се лажам, 7 кинески научни институции, значи универзитети и научни истражувачки институции. Значи тоа само по себе веќе доволно говори изминативе, да речеме 20 на 30 години, значи со напорна работа и вложување, до кое ниво, значи на научната, на таа научна истражувачка дејност е дојдено во Кина. Значи сега ова го кажувам во смисла како пример, дека во ред, сега некој каже, ние не можеме да се споредуваме со такви големи земји како Кина или САД, но тоа воопшто не е изговор да не се трудиме, барем некаков напредок да имаме. Или барем да немаме назадување. Во неколку наврати вие споменувате, кога станува збор за Кина, за култен однос кон образованието, кон учењето, меѓутоа и култен однос кон културата, уметноста. А тоа да, тоа е добро. Со односот за образованието, што таму е образованието без малку има еден култен статус, тоа не е плод на современата ера. Значи, имаат традиција, уште можеме да кажеме, речиси 2000 години. Значи, таа конфуцијанска традиција на образованието како начин за морална изградба на личноста, а воедно и образованието како клуч за општествен успех. Можем да навлезам и по-подробно, ако сакате, ако имаме време. Дали сте чуле за поимот на така наречени државни испити или на кинески КЖ? Значи, тоа е една од, ако не и највлијателната општествена институција во историјата на кинеската цивилизација. Значи, историски, во текот на изминатите 2000 години, кинеската државна администрација, или можеме да кажеме на политичка елита класа, била бирана по пат на објективни, општи државни испити. Односно, тие биле отворени за сите и се значи без разлика, значи на материјална состојба, значи родова, семејна припадност, значи биле отворени за сите и врз основа на она што ќе се положело, кандидатот морал да биде примен на државна служба. Односно, кинеската општествено-политичка елита била создавана преку образованието. И сега ќе се изненадите, туку ти почнавме со зборување за поезијата, што се полагало на прво место на тие државни испити. Поезија. И кога кажувам се полагало поезија, тоа да не мислите дека се полагало ние оно што денеска би го разбрали, ајде анализира песната што сакал. Не. Творење поезија. Значи, од кандидатот се очекува, значи, како прво прашање, како прва задача на тие државни испити да креира 2 песни кои што ќе бидат вреднувани од естетска гледна точка. Тоа е многу интересно. Значи, тоа е исто една стара конфуцијанска теза дека моралниот лик на човекот може да се види преку творењето поезија. Односно, тоа е таа убеденост. Ако некој умее да твори убаво поезија, морално, мора да биде добар човек. Оставям по страна колку таа теза е точна или не, но самиот факт за незиното постоење, значи, говори истовремено колку образованието било ценето во древна Кина, но исто време и каков бил статусот на поезијата во класична Кина. Кои се најчестите стереотипи со кои се соочуваме за Кина? Не говорам само кај нас, туку и во светски рамки. Не, кај нас имаме само стереотипи, ретко имаме вистинито знаење, не само за Кина, туку на за што и да е надвор од овој, да речеме, овој некој европски видокруг. А што да не знаеме не е ништо повеќе, не знам, за индискиот подконтинент или пак за југоисточна Азија или сега јас да спомнам име на некој, не знам, најпознатиот индонезиски писател Прамудијан Антатур, кој чува во Македонија, така? А не зборуваме за Кина или за... Тоа е, за жал, таа е некоја наша самозатвореност, која имам впечаток дека после распадот, односно уништувањето на Југославија во значи 90-тите, се повеќе се зголемува, затоа што
Мој впечат дека дали поради учеството на Југославија во движењето на неврзаните, тогаш имаше повеќе љубопитност, и културна љубопитност, значи за тој условно кажано надворешен свет, надвор од тие некои западни рамки, а сега за жал, мислам, не сега, во изминативе 2-3 децении е некако помал. Барем тој мојот впечат, а може би грешен. Во едно интервју споменувате дека најпатетично е кога забележуваме отсуство на културно љубопитство кај млади луѓе, проследено со рамнодушност кон литературата, вклучително и поезијата. Меѓутоа, ова не е случај само со младите луѓе, туку и со возрастните. Со честни исклучоци верувам дека и вие ќе се согласите. Во изминативе, значи 2-3 децении имаме таа некоја обсесивна цел Европска унија. Оворете, мислам, како политичка, економска цел може да се разбере, меѓутоа тоа не значи дека тоа треба да бидеме ние културно затворени за целиот значи останат свет. Еве на пример, споменав, не знам, Азија или а што знаеме за Латинска Америка? Да речеме за време на културно, значи литературна гледна точка. Дури ако прашаме некој кои латиноамерикански автори ги познавате, сите ќе кажат па Маркез, Борхес, може би Љоса, Октавио Пас, Неруда, во ред. Ама од која ера се тие? Така, тие се 60-тите, 70-тите, 18-тиот век. Со други зборови, како тие 90-ти години да ставиле некоја преграда, зборуваме културна преграда, литературна преграда помеѓу нашата култура и надворешното условно да наречеме тој вонеевропски свет. Многу малку, со честни исклучици, че ми издавачки куќи кај нас кои што издаваат литература од други културни плоши, тука не станува збор. Значи, меѓутоа, ако сме принудени да направиме некој такво обобштување, таков е барем мојот впечаток. Вие со години преведувате од кинески и од старокинески на македонски јазик, што она што е одлучувачко, кое дело ќе го преведувате? Вкус. Значи, обично сам решавам. Да, сам решавам кои дела би сакал да ги преведам. Тоа е многу интересно. Кога почнав да преведувам од старокинески, најпрви бев посветен на философската литература. Значи, мој прво дело преведено од древно кинески јазик е Тао Те Чинг на Лао Це, во мој превод книга за патот и неговата крепост. Подосна ги преведов, значи, делата на Конфуција, изреченијата, големото учење и учењето за средишноста и така натаму. Но и тоа е многу интересно. Постепено забележа како се повеќе ме привлекува преведувањето на поезија. И тука може би сум малку чуден, да не речем и чудак. Зошто? Затоа што вие ако прашате кој да ја преведува, што е најтешко за преведување, ќе ви кажа па секако поезија. А што е многу интересно, мене ми преведувањето поезија ме релаксираше. Дори ќе ви кажам една тајна, па не е ни толку тајна. Тоа, кога го подготвував докторатот во Пекинг, значи тој период како еден вид релаксација ме служеше преведувањето на песните од најпознатата кинеска поетеса во историјата Ли Чен-чао, династијата Сунг, значи 11-тиот век. И сега може некој тоа ќе му чуна, сега подготвуваш докторат и кога треба особено да се релаксираш, преведуваш поезија. Се релаксира со преведување поезија. Колку се вреднува кај нас книжевниот превод, книжевниот еве во овој случај препевот. Вашиот впечаток, вашето искуство. Сега можам двосмислено, зошто? Затоа што меѓу луѓето што се разбираат во литература ги има кај нас таквите таа. Се вреднува, се цени, се почитува. Сега, колку таа почит, значи и разбирање воопшто, значи што значи книжевен превод, значи и тешкотиите е, како да кажеме, едно пошироко знаење во општеството, тоа е голем знак прашање. Да. Тука не би рекол дека е на завидно ниво. На што работите во моментов? Зборуваме за превод, за пишување или на во различни сегменти. Значи, кога зборуваме за превод, значи моментално го преведувам Чуанг Це. Значи, тоа е најпознатиот после Лао Це, таоистички философ. Значи, живеел некаде 4 век, период 4-3 век пред наша ера. Тоа би дошло некаде да би го направиле современик на Аристотел. Инаку моментално, значи, да, овој месец би требало да ми излезе во Пекинг една научна монографија,
се вика теорија на писмото, тоа е малку стручно од мојата област, теорија на писмото, типологија, промена и структура, поднаслов. Значи, вишто се вика, овие денови очекувам да излезат печат. Значи, подготвувам исто така една книга за разликите меѓу различните цивилизации во културното вреднување на феноменот на писменоста. Таа ќе ми биде на англиски јазик. Значи, горе-долу е првичната работна верзија е готова, значи сега треба да се среди, сега да видиме, може до година да се издаде. И плюс сега во замисла имам уште една книга. Тоа е за културните врски помеѓу Византија и Кина за време на династијата Танг, значи во раниот среден век, значи некаде тој период од 6 до 8 век од нашата ера. И така, но тоа е веќе како замисло што не сум почнал да ја пишувам. Ви благодарам, Радев, за денешното интервју. Ви благодарам и на вас.